Земјоделци од Струмица и Радовиш денеска на протест го блокираа патниот правец кој ги поврзува овие два града. Револтот на земјоделците поради нереализираното ветување на Министерството за земјоделство, односно неисплатените субвенции, но и за останатите исплати од минатогодишната реколта од страна на некои откупни компании. Бараат подитно средба со надлежните и разјаснување на ситуацијата до кога ќе треба да чекаат. Ние, земјоделците од Струмичкиот регион, еве од овде упатуваме неколку барања до надлежните институции, пред се до надлежните министерства. Имено, бараме до петок итна средба со Министерството за земјоделие заедно со директорот на платежна агенција и министер за финансии. Бараме подхитно да се реагира и да се најде начин како да се надокнади цената на градинарските производи кои што се откупуваат деновиве по багателни цени. Не да сме изманипулирани на секоја излевање на министерот. Денеска, утре, он кажа до 1 мај стоам јас со вас на протести идам. Ете, веќе е 1 мај, нашиот министер го нема. Веќе подолг период официјални лица велат дека парите не се проблеми, дека се работи за проблем во исполнувањето на исплатата на субвенциите поврзано со предизборниот период. На земјоделците трпението им е при крај. Тие веќе 6 месеци ги чекаат ветените субвенции. Тие цени, анџак стројат да си платаш и за цигари и друго нема ништо. Таа е 10 динара, шо е 10 динара? Како за сите така и за мене. Да, е дат. Како за сите така? Па нормално дека тешко, за сите земјоделци е тешко. Чекат, нема пари, нема, тоа треба да го сватат сите дека нема пари у земјоделието. Се е промашено, се, само џабе работат сите земјоделци, џабе работат, за некои работат џабе. Така кај нас во Македонија. Моментално со земјоделието е катастрофа. Катастрофа. Нема друго што да кажа. Од Министерството за земјоделство информира дека и за неделова не може да се вети исплата на субвенциите на земјоделците. Министерот за финансии Кирил Миновски призна дека субвенциите не може да бидат исплатени поради законска пречка, иако претходно тврдеа дека изборниот законник не е пречката.